Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме и денешната наша утринска програма, која насловивме како Добро утро, секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве денеска повторно ќе другаруваме, подготвивме интересни содржини за вас и затоа започнуваме на почетокот со вообичајните сервисни информации. Денеска е последниот ден во овој тековен месец, 31 март, петок или 90 дена потрошивме од ова нова година 2023-та. Денеска во Кавадарци 8 релативно топло, плюс 7 е моментално. Утрово рано беше некаде околу 4 степени, а температурата ќе се искачи до 21 степен во Тиквишијата. Топло ќе биде и во останатите делови на нашата земја. Прогнозата гласи дека ќе имаме сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен, а во западните делови повремено заселен ветер од западен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер променлив од променлив правец. Температурите се утрински позитивни, така да немаме минусни температури. Во западните делови се движеше температурата утрово од 2, ќе се искаче до 14, во Скопје од 3 до 20, во Кумановскиот регион од 3 до 16 степени, најсвежо е во Беровскиот регион од плюс 1 до 15, во Гевгилискиот регион од 5 до 22, рековме во Кавадарци или Тиквишијата од 4 до 21 степен, во Пелагонискиот регион од 2 до 19 и во Охридскиот регион променливо облачно од 3 до 16 степени. Што се однесува до утрешната температура или температури ќе бидат слични во мал пораст, значи ќе се движат од 3 утринските до 14 во крајно западните, а во југоисточните делови од 8 до 23 степени. Променливо облачно со сончеви периоди и релативно топло. Попладне ќе има краткотраен локален дожд и ќе дува умерен до засилен ветер од југозападен правец. Во Скопје ќе биде исто така променливо облачно со сончеви периоди, попладне со краткотраен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Што се однесува до временската прогноза за следниве денови, таму некаде, значи 2, 3 и 4 април, се најавуваат дожд, меѓутоа ќе биде времето релативно топло, така да имајте во предвид дека ќе имаме, значи, например, еве на 3 и на 4 април ќе имаме и дожд и малку опаѓање на дневните температури. На планините се предвидува дека ќе има и слаби врнежи од снег. Ќе дува умерен долж поврдерието, повремено засилен ветер од северен правец. Тоа е за 2, односно 4 април, кај што ќе имаме и утрински температури до -2. Но, како е дека ќе следиме временската прогноза и во наредните денови. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, тие јавуваат дека сообраќајот се одвива непречено по сите патишта во нашата земја. На граничните премини немаме никакви забрани, односно поголеми колони или гужви. Еве само ќе отидеме до Табановце, тоа е, значи, према соседна Србија, граничниот премин, сончево е, има неколку автомобили за влез и за излез, но тоа е воопшто занемарливо. Исто така и сончево е на Богородица, на граничниот премин од соседна Грција, кај Гевгелија, значи имаме овде неколку автомобили кои чекаат за излез од нашата земја, викенде, така да еве некои се патуваат кон соседна Грција. Ако планирате да ја напушите земјата, слободно можете, значи нема никакви забрани.
Што се однесува до рубриката на денешен ден, рековме дека денеска е 31 март. Денеска е денот на македонското судство. Еве што е забележано во историјата, што се случило во минатото. На денешен ден, 1492 година, кралот Фернандо V католички им даде на евреите рок од 3 месеци да поминат во римокатоличка вера или да ја напуштат Шпанија. Очигледно, евреите секојаш биле трн во окото на многу цареви, на многу владетели, на многу водачи. Еве, тоа се случило и во 1492 година. Знаеме дека за време на Хитлер и на Втората светска војна милиони и милиони евреи беа убиени. Во 1547 година умрел францускиот крал Франсоа I, кој со Болонскиот конкордат во 1516 година обезбедил превласт на круната над римокатоличката црква во Франција. Во 1596 година во Хак е роден Рене Декарт, француски филозоф, математичар и физичар. Неговото учење представува основа за модерната филозофија и раскин со сколастиката. Добро, многу умреле, многу починале, видни личности, затоа се запишани во историјата, но еве ќе споменеме уште некои други информации. Да видиме што е поинтересно. Во 1854 година Јапонија и САД го подпиша првиот договор за отварање на пристанишето Шимот и Хакодате за американските трговци, со што заврши изолацијата на таа земја. Добро. Еве интересен податок. Во 1889 година на денешен ден во Париз свечено е отворена за посетителите Ајфеловата кула. Челична конструкција висока 320 метри. Кулата изградена по повод светската изложба ја конструира францускиот инженер Александар Густав Ајфел. И затоа ова кула се вика Ајфелова кула, според презимето на овој човек кој ја конструирал. Тоа се случило во далечната 1809 година на денешен ден. Јас не сум бил во Франција, ниту сум ја посетил оваа кула, меѓутоа верувам некој од вас што не следите сте ја посетиле. Кулата е висока 320 метри. Во 1945 година Президиумот на АСНОМ донесе повелба за устројство на родовните народи судови на Федерална Македонија. Устројство на редовните народни судови на Федерална Македонија. Македонија многу пати го менувала името, но еве сега најновото, како што знаете, ја нарекуваме Северна Македонија според тој договор што се постигна со Грција пред неколку години. Добро, еве уште некоја информација што верувам ќе биде интересна. Во 1986 година мексиканскиот авион Боинг 727, кој леташе на линија Сиудат, Мексико, Лос Анџелес, се урна во планините во централно Мексико и несреќата не ја преживе никој од 166 патници во леталото. Во 1987 година во Скопје почина Прота Антим Поповски во Нов на Македонија како свештеник извршуваше многу одговорни задачи, а во септември 1940 година станал и член на поширокиот состав на Генералштабот на Македонија. Добро, еве отприлика тие беа податоците, односно информациите што ги спомнавме на денешен ден, што се случило во минатото. Навистина многу настани се случило, меѓутоа ова рубрика на денешен ден извлекува некои поважни информации. Еве ние денеска на почетокот од ова наша емисија се потсетивме, почитувани гледачи. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна, потоа ќе се вратиме да ги проследиме и останатите рубрики што ги приготвивме за вас.
se podižemo tebi, tvome silnom imenu. Hvala ti za ljubav, to spasenje, za tu žrtvu što si dao, na duhovni radi nas, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. Daj da budemo tad spremni za večno sa tobom, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. После ова песна, почнува гледачи, се враќаме повторно во живо во нашата програма. Вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта, адвентистичко радио, што емитува својата програма секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Навистина, ова песна што ја слушнавме зборува дека никој не е како Господ. Тој е Господ над господарите. Господ кој е заинтересиран живо за сите нас, зашто ние сме негови чеда, негови деца. Продолжуваме со неколку капки на мудрост, а потоа ќе читаме делови од псалмите Давидови. Лошото време се подобрува, ама лошиот човек никогаш. Слабите не можат да простат, прошката е доблесна јаките. Сиромашите знаат дека има посиромашни од нив, а богатите ги гледаат само побогатите од себе. Никогаш не жали поради тоа што си запознал некого. Добрите луѓе ти даваат среќа, лошите ти даваат искуство, а злобните ги даваат лекциите. Во секој случај не си губитник. Еве, тоа беа овие 4 капки на мудроста, но верам многу се поучливи и може да ги искористиме, односно се поучиме од нив, да не ги повторуваме истите или слични грешки како некој што ги доживел во минатото. А сега наред да го прочитаме, почитовни гледачи, 54-тиот псалом, кој има само 7 текстови, меѓутоа има силна порака или јака содржина. Спаси ме, Боже, со своето име. Одбрани ме од својата моќ. Одбрани ме со својата моќ. Послушај ја, Боже, мојата молитва. И слушај ги зборовите на мојата уста. Тугинците ме напаѓаат, немилосрдни луѓе животот ми го бараат. Луѓе кои за Бога не сака да знаат. Ете, Бог ми е помош сигурна, Господе тој што ме закрилува. Нека им се врати злото на тие што ме клеветат, уништи ги тие со Твојата вистина. Од се срце жртва ќе ти принесам и Твоето име, Господи, ќе го славам, бидејќи е достојно. Зашто Ти ме избави од сите неволи, со своји очи го видов поразот на моите душмани. Еве каква молитва за заштита од непријателите упатува царот
Давид, почитовани гледачи. Неколку пати спомнуваме дека Давид имал непријатели, како внатрешни, така и надворешни. Тој бил цар, а знаете, водачите, царевите не ги сакаат сите поданици, односно сите жители на таа држава и на таа земја. Но Давид својата заштита ја барал во Господа. Секако тој имал и војници кои го чувале, кои го штители, меѓутоа човекот е помилив, меѓутоа тој се надевал во Господа и како што вели: од се срце жртва ќе ти принесам и Твоето име, Господе, ќе го славам, бидејќи е достојно. Тој се молил Бог да им врати на неговите непријатели. Нека им се врати злото на тие што ме клеветат, уништи ги ти со Твојата вистина. Нека навистина, браќи и сестри, и овој ден, драги пријатели, почитовни гледачи, Господ да биде со нас. Тој да не штити од непријателите видливи и невидливи. Животот на ова земја е несигурен. Никој не знае колку ќе живее и како може се случи некоја трагедија, но како е да е, секој ден да го отпочнуваме со молитва и предавање на Господа. Што е се случи да бидеме ние во тој миг на негова страна. Еве, тоа беше Псалмот 54-тиот, напишан од раката на царот Давид. Продолжуваме повторно со песна. Ништо преда ме најдеш, ти ми даде животно. Ради скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене. Ти ми даде животно. Ке ти служам од љубов Боже, ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, ти ми даде животно. Ради скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене, ти ми даде животно. Ти ми даде животно. Следова рубриката Вести од светот, почитувани гледачи, и ќе ги проследиме денешните информации, односно искуство. Денешното искуство кај ни доаѓа повторно од Бразил. Бразил е голема земја, голема држава, кај што навистина многу луѓе го прифаќаат Исуса Христа. Денешното искуство ќе ни го раскаже Карла. Насловот е Црква под манговото дрво. Па да видиме што доживеала ова личност Карла во врска со запознавање на Исуса Христа. Пасторот на црквата упатил повик кој Карла не можела да го одбие. Пријатели, рекол пасторот, веќе 2 години барам некој да ми помогне во основање на црква во селска средина надвор од нашиот град. Знам дека е оддалечено и дека треба доста да се патува. Свесен сум дека во таа средина недостасуваат погодности кои лесно може да се пронедат во градот, но ако не достигнеме, не ги досегнеме нашите браќа и сестри на село, кој ќе го направи тоа наместо нас? Значи, пасторот
во таа локална црква упатил повик до верниците и до младите кои сакаат да отиде и да оди на село и да работи, односно да го проповеда Евангелието. Карла била стоматолог која со својот сопруг неодамна се доселила во овој дел на северозападен Бразил. Се молила на Бога да ја употреби во ова ново подрачје. Зборовите на пасторот одзвонувале во низините уши. Таа сакала да помогне во основање на црквата на село. Одлучила да постави дрвена кутија во црквата во која луѓето можеле да ги оставаат своите донации врзани за овој проект. Поминала 1 година откако Карла одлучила да побара плац за изградба на нова црква, меѓутоа плацовите во селските средини биле многу скапи. Тогаш видела еден убав плац на главната улица на едно мало место и слушнала дека се продава многу ефтино. Го пронашла собственикот на имотот и тој понудил да го продаде за 35.000 бразилски реали, околу 6.650 американски долари. Ги немала парите, но се осмелила да предложи: ако ви платиме 5.000 реали, дали би ни дозволиле остатокот да го плаќаме на рати? Колку месечни рати би ви биле потребни, запрашал собственикот на имотот. Можеме да ви плаќаме околу 50 реали, 95 долари месечно, рекла таа. 60 рати, извикал тој. Дали сакате ова парцела да ми ја отплаќате наредните 5 години? Јас ке банкротирам за тоа време. Но имаме добра причина за тоа. Сакаме да изградиме црква, а вие би ни помогнале во тоа. Дали некогаш сте градиле дом за Бога? Го прашал човекот. Признал дека никогаш не го правил тоа. Овде ви се пружа можност да го направите тоа. Собственикот се согласил да го продаде, но на Карла и биле потребни 5.000 реали кои веднаш требало да ги уплати. Барала од верниците на црквата и успеела да собере 2.700 реали, околу 515 американски долари, но и недостасувале уште 2.300 реали. Тогаш се сетила на дрвената кутија наменета за овој проект, во неа имало точно 2.300 реали. Можела да ја плати првата рата. Потоа вршила исплата секој месец додека не го изгубила редот околу колку рати платила. Изминала година дена, а потоа и втората, но во третата година уплатила предизвик за молитва кон Бога. Драги Боже, те молиме да ни помогнеш да го платиме долгот ова година, за да можеме 2 години порано да го впишуваме Твоето име на овој имот и да го славиме Твоето име. Никому не му кажувала за своите молитви, но Бог ја слушнал. Наместо да плаќа по 1 рата месечно, таа можела да плаќа по 2 рати, 4 или 5 рати во 1 месец. Секој месец ја прашувала благајничката задолжена за исплата уште колку рати преостанувале. Според незините пресметки, целокупниот долг требало да биде исплатен до септември таа година. Овој месец конечно пристигнал а пасторот снимил видео како Карла ја плаќа последната рата. Собственоста над имотот конечно била пренесена на црквата и Карла тој ден си заминала дома со огромна радост. Меѓутоа, дома почувствувала некој неспокој. Совеста не и давала мир. Се преиспитувала колку уплати извршила. Почнала да ги брои уплатниците и потврдите. Изброила 48 исплатници. Се почувствувала разочарана, бидејќи недостасувале уште 12 уплати. Со тага му ја признала грешката на собственикот на имотот. Првата сабота во црква, водачот на саботната школа го покренал ова прашање за долгот, ставајки пред црквата предизвик. Напишете ги своите ветувања на ливчиња кои би можеле да ги исполниме до крајот на оваа година. Карла напишала отплата на преостанатите рати за новата црква. Целта што ја поставиле пред себе изгледала невозможна. Меѓутоа, во октомври успеала да плати 5 рати,
во ноември уште 4, а во декември последните 3. На 19 декември верниците на црквата го прославиле конечното исполнување и отплатата на долговите. Денеска 20 верници на црквата се собираат секоја сабота на богослужение. Ова црква ја нарекува црква под манговото дрво. Тие се собираат во ладовината на дрвото манго, додека во близина се наоѓа црковната зграда. Карла вели: ние го сакаме Бога, кој за нас прави многу повеќе од оно што ни е потребно. Еве, тоа беше искуството, интересно, како Бог одговара на молитвите кои му ги упатуваме искрено, верно и со трпение. Ова млада личност, Карла, стоматолог, си поставила цел, односно го прифатила предизвикот на проповедникот кој упатил апел кој сака да работи на село. И таму, благодарение на Карла, на незините молитви, на останатите верници кои дале финансиски допринос, е отворена црква каде што и денеска се прославува името Господово, и како што таа вели, таму денес 20 верници се собираат секоја сабота на богослужение. Саботата е Божи ден. Библијата вели 6 дена работи, а 7-миот е одмор Господов, за служба Господова. И самиот Исус Христос, кога бил на оваа земја, пишува во Лука 4 глава 16 стих, секоја сабота одеше во синагогите, одеше во храмот и служеше. Така да се молиме и ние за нашите потреби и да оставиме на Бога, почитувани гледачи. Бог има пари, Бог има решение за се, само е потребно да покажеме целосна доверба во неговите ветувања. Продолжуваме повторно со песна.
Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тој е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се оние кои тагуваат, бидејќи ќе бидат утешени. Плачењето кое се спомнува овде е искрено жалење поради гревот. Но оној кој така плаче, ветено му е дека ќе се утеши. Почитувани пријатели, Бог ни ја открива нашата вина, за да можеме да најдеме засолниште во Христа, со Негова помош да се ослободиме од робството на гревот и да се радуваме во слободата на Божите деца. Со вистинско покаяние можеме да дојдеме во подножјето на крстот и тука да го оставиме нашето тешко бреме. Но оној кој така плаче, ветено му е дека ќе се утеши. Бог ни ја открива нашата вина, за да можеме да најдеме засолниште во Христа. Со Негова помош да се ослободиме токму од робството на гревот и да се радуваме во слободата на Божите деца. Со вистинско покаяние можеме да дојдеме во подножјето на крстот и тука да го оставиме нашето тешко бреме. За да ја острани нечистотијата и грубоста од нашиот карактер, Бог се служи со неволите на животот. Процесот на сечење, делкање, длабење, мазнење и брусење кое тие го вршат предизвикува болка. Не е лесно да се биде притиснат под тркалото на точилото, но така каменот се подготвува за местото што треба да го заземе во небесниот храм. Мајсторот не би работил грижливо и темелно на некој безвреден материјал. Тој ги мазни само драгоцените камења, за да можат да се вградат во палатата. Зборовите на Спасителот објавуваат вест на утеха за сите оние што трпат неволи или се ужалостени на оваа земја. Нашите таги и страдања не никнуваат од земја. Бог не по волјата на своето срце ги казнува и ги ожалостува синовите човечки, кажува Библијата. Кога тој ќе дозволи да дојдат искушенија и неволи на нас, тоа ни е за полза да учествуваме во неговата светост, вели апостол Павле. Искушението, колку и да ни изгледа горчливо и тешко, ако го поднесеме со вера, ќе ни донесе благослов. За да останеме во здрава духовна форма, треба да се покаеме за нашите гревови. Кога се каеме, ние тагуваме поради миговите кои сме го повредиле срцето на нашиот Спасител. И токму тука не имаме прекрасна вест. Сам Исус не теши и вели. Во книгата на пророк Исаија, во 61 глава, во првиот стих е повторено пророштвото за Месија, кој кажува дека тој ќе дојде да го излечи нашето скршено срце. Духот на Господ е врз мене, зашто Господ ме помаза да им благовестувам на бедните мир. Тој ми испрати да лекувам скрушени по срце, да им проповедам на заробените дека ќе се ослободат. Кон ожалостените Господ покажува посебна милост и со неговата сила ги омекнува срцата и ја придобива душата. Неговата љубов го отвара патот пред ранетата измачена душа и станува лековит мевлем за оние што тагуваат. Здрави се оние кои тагуваат, бидејќи ќе бидат утешени.
Горделивоста и зависта сега ја затвориле вратата за светлината. Кога свештениците и рабините би покажале доверба кон вестите на пастирите и мудреците, тие би ги довеле во мощна неповолна полежба, докажувајќи спротивно на нивното тврдење дека се толкувачи на Божјата вистина. Овие образовани учители не сакале да се понизат и да бидат поучувани од оние што тие ги сметале за незнабожци. Не е можно, си велеле тие, Бог да ги заобиколи нив и веста да им ја објави на неуките пастири и на необрежаните незнабожци. Решиле да покажат презир кон вестите што го вознемирувале царот Ирод и цел Ерусалим. Дури и не посакувале да одат до Витлеем и да видят дали е тоа вистина. Луѓето ги убедувале вестите за Исуса да ги прифатат како фанатична возбуда. Тука свештениците и рабините почнале да го отфрлаат Христа. Оттогаш нивната горделивост и тврдоглавост прераснале во длабоко всадена омраза кон Спасителот. Додека Бог ја отворал вратата за незнабожците, еврејските водачи истата сами себе си ја затворале. Што тука слушнаме пораката од книгата Копнежот на вековите, што во секој емисија ни ја пренесува таа кратка порака студентот Александар. Се враќаме повторно во програма, почитувани гледачи, вие следите во жива утринската програма на радио Глас на надежта. Поздрав до сите вас кои упативте поздрави утро, имаме поздрави од Австралија, од други краеви на светот, а исто така и од Македонија, од Колешино, од Скопје, од Каладарци и од други места, така да ве поздравуваме сите вас кои во живо ја следите ова наша утринска програма. Во секоја емисија зборуваме за Светото писмо, книга над книгите, што ви ја нудиме и бесплатно, кој сака да има, а се уште ја немате, пишете ни слободно на нашиот мејл или на нашиот мобилен телефон, ние ќе ве испратиме по пошта или ќе ве доставиме до вашата домашна адреса. Ова книга, Библијата или Светото писмо е бесплатна подарок на ова емисија, на ова утринска програма. И денеска ќе проследиме неколку кратки искуства во врска поврзани секако со Библијата. Насловот е Печена Библија. Јан Хус го сметаат не само за големиот реформатор од Бохемија, туку исто така и маченик во Чешка. Со неговото огнено сведоштво, на илјадници луѓе им се имаат отворено очите за да го видат завршното дело на избавувањето на Исус Христос. Но не потраело долго јавното објавување на Евангелието во таа земја. Нешто се случило. Јан Хус бил изгорен, крвта на христијаните течела во потоци, а слугите на римскиот папа насекаде ги барале и прогонувале. Некоја жена на која најголемото богатство и бил зборот Божи, стоела токму до печката во која се печела леб, кога чула дека доаѓаат луѓето од инквизицијата. Во тоа време, почитувани гледачи, Библијата била забраната книга. Никој не смел да ја поседува. Ако се најде книга, Библија или делови во тој дом, тие ќе бидат затворени, а можно и да бидат и убиени. Тогаш папската инквизиција била многу строга. Значи, праќале извидници, праќале луѓе да проверуваат во куќите кај што ќе слушнат дека има христијани кои ја читале Библијата, тие биле затварани и убивани. Еве ова жена стоела дома покрај шпоретот, слушнала како некои тропа доаѓаат војници, меѓутоа еве понатаму како овој пример изнесува информации. Во селото вршеле претрес и го апселе секој кај што ќе го нашле Светото писмо или Библијата. Без двумење ја зела Библијата, значи
имала Библија во раце, тука бил шпоретот, но во меѓувреме таа месела леб. Ја замотала во тестото и ја ставила во печката меѓу останатиот леб да се пече. Недолго после тоа, оние луѓе, значи војниците, инквизиторите, дошле и во нејзината куќа. Пребарале се од подрумот до таванот, но залудно, ништо не нашле. Кога гонителите ја напуштиле куќата, лебот бил веќе испечен и така Библијата пак излегла на светлина. Меѓутоа, сум читал за овој пример и во друга прилика, се додава уште една информација. Војниците кога барале, рековме, од подрумот до таванот, во другите соби, под кревет, над кревет, во кјушината, ништо не нашле. Еден од војниците дошол до шпоретот, ја отворил вратата и видел внатре тепсија полна со леб, кој се пече. И повторно вратата ја затворил, не знаејќи дека внатре во тестото е сокриена Библијата. Кога гонителите напуштиле куќата, лебот веќе бил испечен и така Библијата пак излегла на светлина. И ете чудо, Библијата била исто така неуштетена како Сидрах, Мисах и Авденаго, кои што Навуходоносор ги фрлил во жарената печка, а сепак излегле од неја неповредени. Наследниците на оваа одважна жена ја сочувале ова Библија како најдрагоцено наследство. Последниот наследник бил соселанецот Шеболт, по потекло Чех, кој живеел во Америка и го чувал фамилиарното наследство со голема почит. Денеска таа Библија е подарена во еден од светските музеи кај што се чува. Значи, малку е пожолтена од страна кориците и листовите, но внатре е сочувана и затоа е наречена печена Библија. Ево уште еден краток пример. Прострелена Библија. Слушај, зашто ти е прострелена Библијата? Да се пука во Библијата, тоа е страшно подло. Тоа не сме да се прави, му рекол некој стар војник на еден млад војник, земајки му ја Библијата од раце. Но за мене токму тоа е убаво, бидејќи таа ми го спаси животот, рекол младиот војник. Бев на фронтот, ползевме од ров до ров, кога почувствував силен удар во градите, а потоа и силна болка. Што се случи? Обично со себе ја носев својата джепна Библија. Ако непријателскиот куршум најнапред не удреше во Библијата, сигурно би ми го погодил срцето. Така добив само површна рана која брзо се залечи. Во тоа го гледам Божјото предупредување. Ова прострелна Библија два пати ми го спаси животот. Првиот пат кога ми го покажа патот кон Спасителот и вториот пат кога го запре смртоносното зрно. Еве две интересни случки, два интересна примера, почнува гледачи, како што прочитавме, печена Библија и прострелна Библија. Овој млад војник еве си носил джепно издание на Библија овде покрај срцето, меѓутоа благодарение на таа Библија која има тврди корици му го спасила животот. Не само физичкиот, како што тој вели, туку и духовниот живот, бидејќи преку Библијата тој го запознал Исуса Христа и спасението. Уште еднаш ќе повторам, доколку и вие сакате да имате Библија или Свето писмо, пишете ни на нашата адреса, а ние, почитувани гледачи, ќе ви испратиме бесплатно. Се наближуваат празниците, Велиден ќе биде во месецот април, така да можете слободно да порачете и да подарите на некој свој пријатели, роднини или комшии. Одеме сега со еден джингл, а потоа повторно се враќаме во емисија. Еве, после овој джингл имаме едно кратко размислување кое носи наслов "Две личности качени на дрво". Библијата, почитувани гледачи, многу прецизно ги опишува луѓето и настаните, а бидејќи, како што знаеме, целото писмо е дадено од Бога, вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправување и поучување во праведност, и бидејќи никогаш според човечката волја не е изречено пророштвото, туку светите Божји луѓе зборувале потикнати
od Svetиот Дух. Така да, еве денеска имаме таа света книга и може да ја читаме, која е полна со примери, со настани кои се поучливи за сите нас. Верувам дека секој дел од Светото писмо има големо значење и може да ни даде важна духовна порака. Читајќи Библијата, забележав дека библиските писатели, како што веќе прочитавме, научени од Светиот Дух, сметеле дека било важно да се спомнат две личности кои се качеле на дрво. Кои се тие личности и поради што е важен тој факт? Читаме во Евангелието според Лука, 19 глава. И кога влезе во Ерихон, минуваше низ градот и ете еден човек по име Захеј, кој беше началник на царениците и богат, сакаше да го види Исуса, но не можеше од народот. Значи, сакал да го види Исуса, кој е тој Исус, како изгледа, но не можел, имало многу народ, се тушкале, се тискале околу Исуса Христа, тој бил низок по раст и затоа понатаму текстот вели, истрча напред, се качи на дива смоква, значи на некое дрво, за да го види Исуса, зашто требаше да мине покрај неа. И кога Исус дојде на тоа место, погледна нагоре и му рече, Захеј, слези бргу, денес треба да бидам во твојот дом. И слезе веднаш и го прими на гости со радост. Лука 19 глава од 1 до 6 стих. Како што на евреите им се чинило дека овој лош човек, царински старешина, не го интересира ништо друго освен пари, златници и нечесно богатење. Така ни денес, можеби и ние, гледаме околу себе на луѓе кои се можеби наклонети кон световноста, кон лошотиите и креваме раце од таквите луѓе и велиме тие не се за Бога, тие не веруваат во Бога и тие не може да го прифатат Бога. Многу евреи така мислеле и за Захеја. Сметајќи го некого премногу световен за да му раскажуваме за Бога, сомневајќи се во искреноста на побудите и позитивните постапки на оној кој сака да се врати од лошиот пат, ние ниту пак личноста за која зборуваме, не дозволуваме да се открие Исус. Таквите луѓе ние ги ставаме понекогаш настрани. Велиме, тие се многу световни, многу себични, многу богати, тие немаат време за Господа. Силната желба на Захеј и непоколебивоста представуваат поука за сите нас. Исус се уште посредува за нас. Се уште Исус минува низ нашиот Ерихон, а ние треба да направиме се од своја страна за да го здогледаме лицето на оној кој ни дава една нова надеж. Ние треба да потрчеме напред и да се качиме на својата дива смоква и да им дозволиме на другите да се пробијат до Исуса. А која е таа друга библиска личност, кој исто така се качил на своето дрво? Тој е нашиот мил спасител Исус Христос. Еве што пишува во Јован 3 глава. И како што Мојсија подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и човечкиот син. И кога јас ке бидам издигнат од земјата, сите ке ги привлечам кон себе. Ово го кажал самиот Исус. Кога дошол под дрвото на кое бил Захеј, Исус погледнал горе и му рекол да се симне. Меѓутоа, овој пат Исус бил горе, но не на разгранетото дрво, чија крошна го штитела од силното сонце, туку на груб рапав крст, од кој не сакал да се симне. Захеј брго се симнал од дрвото и од својот дом подготвил гозба за Исуса. Исус прикован на своето дрво, со часови умирал во најтешки душевни физички маки за да можел секако да не повика на вечера на свадбата на јагнето. Почитувани пријатели, секој од нас нека се качи на своето дрво. Секој од нас нека направи се што треба да направи за да го види Исуса Христа на неговото дрво. Вашиот поглед секогаш нека биде насочен кон крстот и ќе видиме сите ние дали Исус оттаму ни упатува поглед полн со љубов, сочувство и проштевање. За кој ден ќе биде велик ден. Многу луѓе ќе се сетат за тој крст. Меѓутоа, на жалост, голема група само ќе се сети за црвени јајца да ги офарбат, но
силната порака која доаѓа од Голгота, луѓето ќе ја изгубат. Затоа што гледаат во црвените јајца, наместо да гледат на Голгота, да гледат на тој дрвен крст, каде што било положено телото на Исуса Христа, каде што била пролеана Исусовата крв. Исус од тоа дрво ти упатува апел и поглед на љубов, дека те многу сака. Како што вели Јован 3 глава 16 стих, на Бога толку му миле светот што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Захеј имал своје дрво во Ерихон и ти имаш своје дрво во твојот Ерихон. Дали ќе се качиш да го видиш Исуса таму на Голгота, на неговото дрво, кој ти шири и ти упатува љубов, со расширени раце ти вели, дојдете кај мене, сите кои сте уморени и натоварени, и јас ќе ве одморам. Нека навистина да му бидеме благодарни на Господа за неговото дрво, што на тоа дрво, на Голготскиот крст, Исус извојувал големо спасение за нас, голема победа, да еден ден бидеме со него за секогаш во вечноста. Одиме сега со еден джингл и повторно се враќаме во емисија. Полека доаѓаме кон крајот на ова наша денешна програма, почна гледачи следува рубриката Здрава храна. Еве денеска сакам да ви спомнам, да ве подсетам за зелената салата, кралица на здравјето. Вашите пазари се полни, верувам, како и овде во Каладрци, со зелена салата. Цела зима, значи, ако беше зимно време, немаше снег скоро ова година, меѓутоа луѓето одгледуваат салати зелени, така да еве денеска и на пазарот овде во Каладрци, а и кај вас, пазарите се, тезгите се полни со зелена салата. Да видиме зошто треба да ја користиме зелената салата во нашата исхрана. Зелената салата, популарно марула, е богата со минерали како што се калиум, калциум, натриум и така натаму. Зелената салата содржи големи количини на витамини. Богата е со витамин С, кој го штити организмот од настинки и грип, и витамин Е, кој е моќен природен антиоксиданс, кој ги штити клетките од оштетување. Витамините А и B2, кои со така таа ги има во себе во големи количини, се добри за очите, косата и кожата. Покрај тоа содржи фолна киселина, фосфор, железо, магнезиум, бакар, манган и цинк. Има многу висок процент на вода, па на овој начин го хидрира организмот, посебно во зимскиот период. Затоа е добро да се јаде секој ден. Секако добро измијте ја пред употреба. Еве уште некои придобивки кои ги има нашето тело со употреба на зелена салата во нашата исхрана. Прво го зајакнува имунитетот. Ова салата е добра за имунитетот, бидејќи содржи магнезиум, калиум, калциум и фосфор. Овие минерали го намалуваат штетното влијание на слободните радикали во телото и на тој начин штитат од вирусни инфекции и слични болести. Исто така, голема количина на витамин С поволно делува на имунитетот, освен тоа што е добра за имунитетот и цревата ќе работат подобро. Понатаму помага во подобро функционирање на цревата и слабење. Добро е за сите кои се трудат да ослабнат, бидејќи има релативно висок процент на растителни влакна. Храната која е богата со растителни влакна ни помага да се чувствуваме сити, најадени, значи, и со помалку храна да употребуваме, а дополнително го забрзува метаболизмот. Со сето тоа салатата има малку калории. Понатаму го чува здравјето на коските. Калциумот кој го содржи е важен за здравјето на коските и забите, а помага и за одржување на мускулната функција. Еве, толку за салатата, има уште многу што да се каже и вие самите верувам дека знаете дека салатата е многу полезна и корисна за нашето тело. Купете денеска повторно салата и направете заедно со ручекот
Значи, зелена салата може да надробети кромит, млад кромит, сега ги има многу, го има кромидо, така да, еве, Господ ни дал во природа навистина здрава храна, што е полезна за нашето здравје. Еве, почитувани гледачи, ќе одиме сега уште една песна и полека ќе одиме да се одјавиме од ова наша денешна програма. Еве, после убава песна, се враќаме повторно во програма Пучно гледачи. Берев станова да денеска ви го рекламирам овој трактат, петодневен план за одвикнување од пушењето. Знам дека многу луѓе имаат проблем со цигарата, меѓутоа овој краток трактат ќе ви помогне ако го следите, односно ако ги следите упатствата кои се внатре, да се ослободите од тој навистина лош
порок не само што удара по джепот, туку удара и по здравјето. Може имате пари да си дозволите да си купувате цигари, иако тие се релативно скапи за наши услови овде во Македонија, меѓутоа го загрозува здравјето на вас и на оние кои се околу вас. Значи, ова е напишено од стручни лица, од доктори, како и на кој начин да се ослободите за 5 дена од тој порок од цигарата. Пишете ни слободно на наша адреса, побарајте, ние ќе ви спратиме бесплатно по пошта, ќе го добиете до вашата домашна адреса. А вие останатите кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме релативно убава дописна школа, значи многу е лесно да се зачлените, да влезете на таа веб страница bibliјатазборува.мк, кај што ќе ги погледнете 8 подрачја на дописна библиска школа, ќе се запознаете, ќе дознаете многу важни работи за Светото писмо, за исхраната, за здравјето, за семејството, за археологијата и така натаму. Да ја видиме сега рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова денешна утринска програма. Ми простанува да ви се заблагодарам за вашето внимание, што одвоивте дел од вашето драгоцено време да бидете со нас и да другаруваме и ова петочно утро. Ми простанува да ве поздравам, да ви посакам секој добро од Господа, да имате добар викенд, искористите ги топлите денови. Ви закажувам нова средба во понеделник, ако Бог даде, живота и здравје на исто место, во исто време со почеток во 9 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.